Добар ден. Последнава недела беше недела на превенција на кардиоваскуларни заболувања и по тој повод сакам да ви прочитам неколку податоци од Светска здравствена организација кои што ни покажуваат колкава е сериозноста на кардиоваскуларните заболувања. Имено, тие се одговорни за приближно 1/3 од вкупниот број на смртни случаи во светот. Податоците од 55 земји членки на Европското здружение на кардиолози покажуваат дека тие се причина на 37% од вкупната смртност во Европа. Нормално постојат географски разлики во рамките на Европа, имено смртноста варира од 20% во земји кај што се со повисоки приходи во Западна Европа, се до над 65% кај помалку развиени земји од Источна Европа. Во Македонија податоците сугерираат дека речиси секој втор случај е всушност резултат на болест на циркулаторниот систем, односно е вклучен со 43,8% од вкупната смртност. Сега, најголемиот дел од смртните случаи во рамки на оваа група се должат на три видови на категории на болести. Првата болест е исхемични болести на срцето, овде е вклучен и срцевиот удар. Потоа се цереброваскуларните заболувања, каде што е мозочниот удар, и хипертензивните заболувања, што значи висок крвен притисок, последица на висок крвен притисок. Сега, голем дел од кардиоваскуларните заболувања може да се спречат преку навремена диагностика. Нормално на прво место е физикалниот преглед кај лекар, дали ќе е тоа матичен лекар, интернист или кардиолог. Потоа се направи ЕКГ и ехо на срце, а нормално во склоп на целата оваа диагностичка процедура секогаш се вклучени и лабораториските испитувања. Сега ние имаме тука лабораториски параметри кои што овозможуваат објективна проценка за кардиоваскуларниот ризик и тоа често пати пред да се појават било какви симптоми. Овие тестови ги делиме на три основни групи. Првата група ни е липидниот статус, како најголем ризик за кардиоваскуларни заболувања и атеросклеротични процеси во организмот. Потоа ни се маркерите за инфламација и на крајот имаме и специфични срцеви биомаркери. Сега, првата група, липидниот профил, што е во склоп на метаболичкиот статус кај еден човек. Овде се вклучени параметри како што е LDL, например, тоа е low density липопротеин или пак липопротеин со ниска густина, кој што е примарниот параметар за атеросклеротични промени во организмот. Неговите високи вредности покажуваат дека доведуваат до таложење на атеросклеротични плаки во самите крвни садови. Потоа следи параметрот HDL или high density липопротеин, тоа е липопротеин со висока густина, во народот познат како добар холестерол, и тој има и заштитна улога со тоа што го транспортира холестеролот од крвта кон црниот дроб, каде што не може да им наштети на крвните садови. Триглицеридите исто така се еден независен фактор за ризик, особено кај лица со пореметени метаболички процеси во организмот, и секогаш во склоп на липидниот профил, како дел од кардиопрофилот, го вклучуваме и истражувањето параметрите кои што ни покажуваат почетен или постојан диабетес, односно шеќерна болест. Значи, испитуваме гликемија и испитуваме HbA1c. HbA1c е параметар кој што ни покажува во последните 3 месеци какво било нивото на шеќер во организмот. Ова е многу битно, бидејќи познато е дека инсулинската резистенција и диабетесот се директно поврзани со оштетување на ѕидот на крвните садови. Со тоа и нормално заслужни за понатамошни атеросклеротични промени.